Идната влада на Христијан Мицкоски има 24 члена, премиер плюс 23 вице-премиери и министри, од кои 20 со ресор. Оваа влада има дури 5 вице-премиери. Мандатарот денеска во собранието го достави предлог составот на владата и програмата за нејзина работа. Граѓаните очекуваат брзи резултати. Јасно е дека оваа влада, како и очекувањата на граѓаните, се да испорачува она кое што го ветуваше. Не ветувавме многу за време на кампањата, ветувавме дека Македонија ќе биде повторно на граѓаните, односно државата која што изминативе 7 години беше заробена од страна на една мала група властодржци кои што доаѓа од досега владеачките партии, конечно е слободна. Очекувам безкомпромисна борба со криминалот и корупцијата од секаков вид, не само политички, за политичкиот нека ни да зборувам. Нема да има толерирање без разлика од која политичка партија доаѓа било каква злоупотреба и овластување на било кое именувано лице, доколку истото биде дел од било какви криминални или коруптивни скандали за кои што постојат докази, се разбира. 15 од позициите во првиот владин ешалон одат кај коалицијата Твоја Македонија, а клучните ресори се за победничката ВМРО ДПМН која ги добива МВР, МНР, одбрана, финансии, образование и енергетика. Коалицијата вреди составена од поранешните опозицијски партии на албанците има 6 позиции, меѓу кои здравство, животна средина, европски прашања, како и 2 вице-премиерски места. Знам на Кумановскиот градоначалник Максим Димитриевски има 2 ресора – за правда и за јавна администрација. Владата уште не избрана, а веќе доби критики за дел од кадровските решенија, пред се за Иван Стоилковиќ, изборот за министер за односи меѓу заедниците и вице-премиер. Станува збор за претседателот на Демократската партија на Србите, коалицијски партнер на ВМРО ДПМН, човек кој по руската агресија врз Украина учествуваше на собири во Москва. За позициите на господинот Иван Стоилковиќ не би можел со вас да се сложам. Може би ќе имате можности со него да поразговарате и он да даде своje мислење. Но јас како мандатар и како идем председател на владата очекувам од секој член во владата да има исклучиво протатковински македонски позиции. Јас верувам во неговата честност, искреност и промакедонски, протатковински позиции. Што се однесува до безбедносните сертификати, јас можам да ви набројам дузина членови на македонската влада кои што немале безбедносни сертификати, а биле членови на македонската влада. Нема реалност во ветувањата на оваа влада, велат од опозицијата, аргументирајќи дека станува збор или за истрошени или за неискусни кадри. Ова е влада која што е составена од една страна од кадри кои што креираа политики во еден период на владењето на режимот на ВМРО ДПМН до 2017 година, кадри кои што не можат да понудат ништо ново или подобро од тоа што било во тој период, и од друга страна кадри кои што досега не биле на одредени позиции за кои што не можеме да кажеме како и понатаму ќе постапуваат. Има повеќе кадри за кои што самото ВМРО ДПМН имаше многу негативни ставови и мислења во изминатиот период. Се сеќавате на изјавите за кандидатот за министер за здравство. Планирано е собраниската седница за избор на владата да биде закажана за сабота, а Северна Македонија најдоцна до недела на полноќ да ја добие новата влада. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.